Пензионерите и денеска се собраа во Свети Николе на мирен протест преку кој повторно ги побараа своите права. Во септември усогласувањето на пензиите да биде линеарно, а не процентуално. Вела дека само на таков начин може да имаа достоинствен живот и да се намалат разликите меѓу највисоката и најниска пензија во државата. Продолжиме и понатаму да си го бараме тоа истото покачување, односно ќе го речем усогласување, затоа што имаме во државата наша дадено закон кој што треба пратениците да го усвојат. Се уште важи законот, поранешен, они го викаат швајцарски модел, со усогласување, процентуално покачување, но ние сме против тоа исклучиво и затоа бараме да се тоа нашиот како закон прифати, за да може не само ради нас, него и за останатите. Многу проблем има по основ на обрачунот на пензиите до сега. Процентуалниот дел, кај што доваѓа тај дел, да речеме, по основ на личност, или не знам по функција, или не знам по партиска определеност. Треба да се смене тај дел. Новиот закон кој што предлагаме ние како пензионери сега, треба значи обрачунот да знае како треба да се дури да се до 75% од просечната плата на државата. На тај начин да дојде да секој пензионер на некој начин си ја виде својот дел кај што може утре да има пристоен живот да има. А со минимални пензии што правиме тука? Колку пензионери има, нека рачунат сите, нека слушат што им се одбива 170 денари. Кај се парите? На станка се шета со нејзините по Скопје секој ден по кафани. А со парите на граѓаните, со чланарината. Додаваа дека и бројот на пензионери кои на улица ќе ги бараат своите права треба да биде поголем. Ако заеднички се делува, може да се постигне посакуваниот резултат, децидни се тие. Писател индиски рекол дека богатите луѓе умираат пеејќи, а малите луѓе умираат со пари. Значи, сакам сите пензионери во Република Македонија да е ствана оваа сериозна работа, бидејќи овие последици ќе останат и на наредните генерации. А тоа младите што доаѓаат сега во пензија. Јас се прашувам, после 5-10 години, каде ќе биде нивниот труд? Нашиот труд отиде во приватизацијата, која беше неправилна и во најголемиот криминал до сега што се прави во Република Македонија. И во оваа прилика побараа оставка од претседателката на Сдруженијето на пензионери на Македонија Станка Трајковска. Ова е со цел да се подобрат условите за идните пензионери. Господја Станка се стави и се устоличи со новиот закон статус што го донесоа сега, за да уште владее. Каде сме ние, стечените пензионери, каде сме технолошки вишок, каде сме социјалните пензии. Мислам дека Станка треба веднаш да си го напушти кормилото, да се стават нови луѓе во сите градови низ Македонија, претседателите да се сменат. Мислам дека тогаш може да тргне на подобро. Пензионерите од Свети Николе, Штип, Куманово и останатите иницијативни одбори истакнаа дека нема да излезат на гласање ако не добијат линеарно согласување на пензиите во месец септември.